Мора да признам дека денес е карамбол вистински во телма телевизија. Не се знае кој каде излегува, кој каде влегува, ама убаво не, нели? Здраво. Здраво жива, колку убаво полетно вака се пречекавме нова сезона. Знаеш дека без тебе не можеме. Ама се на трчање. Се и на трчање. Оваа година малце избегавме од тој традицијата. Ама знаеш ли што? Секој пат со Вања започнувам оброк на денот. И тоа е нека традиција која што јас ја сметам нели во мојата меморија дека пред 3 години кога се нели реобнови утринска телма, Вања беше прва дама која што беше во оброк на денот. И не можев да ја добијам никако периодов. Колку новинари повлеков да дојдат. Ти нели се мислиш ако идеш у кујна да готвиш нешто интелектуално, па едно 7-8 сигурно кој што никој пат не би дошле во кујна. Така што ама вистина храната сме ние. Поклон до кралицата. Срце му. Добро ми дојде. Ти благодарам, ова лето не се видовме затоа што ми беше многу работно. Знам дека беше работно. Апсолутно ќе те прашам, ама мора да забележам дека годинава ќе имаме доста повторно Slow Food ексклузивитети, така? Да, ќе имаме. Годинава го имавме вториот конгрес на Slow Food, настан кој што се случува на 6 години, со кој што ги обележивме првите 16 убави години на творење, на зближување. И нашата мисија е да градиме, да поврзуваме, да спојуваме убави луѓе, убава храна, да го негуваме тој значи градење мостови. Така е. И самото име на конгресот беше Дојди на трпезата. Кажи колку романтично. И колку убаво и домаќински се. Дојди на трпезата и поради тоа што треба да јадеме заедно, нели ги изгубивме сите навики кои што ги имавме некогаш. Јас растев секогаш со трпеза, со храна, родителите, муабетите, со сестра ми, каде што се случува на маса. Буквално. Да не забравяме дека ова е тоа што обединува. Така е. И музиката. Мала дигресија, од кога не сте се виделе со Дарио? Па добро се гледаме, така 2-3 години и многу се радувам што беше магичен и волшебен на Маквест. Пате ми јас бев на Род Стуарт и значи новите 80-ти се старите 60-ти, така? Да се разбереме. Нели? Многу го поседочивме неколку пати денеска во емисијата. Да, вистина, тоа е тоа. И вистина еден од ретките џентлмени музикава. на И не само што е џентлмен, туку е и голем професионалец, со него сите интервјуа ми биле совршени и знае да му текне неколку пати да се коригира, да направи нешто како што треба. Значи Дарио е еден и единствен и многу го почитувам и ми е драго што си ја тера приказната како што треба. Да, и кога сме кај конзистентноста во приказната, остануваш доследна. Ние со Цеца велиме секој пат дека си дама која што ја сака традицијата, ја сака гастрономијата и мислам дека тоа извира во секој твој потек. Среќна сум. И морам да забележам дека си една од ретките кои што храната која што ја подготвува, потоа она до последен ден се крка што се велива, да. Инаку денеска ќе ви израдував и со леб, ама овој нов термин ме успор и не стигнав да го ставиме да го чуваш за следен. Ова вие ќе го чувате за следниот пат. Да знаеш дека тогаш следното вети ми дека ќе биде не повеќе од 2 седмици. Ама така ќе биде. Ние сега на 9 имаме настан на 9 ноември во Хотел Лимак. Во центарот на Скопје. Да, целата мрежа на Slow Food ќе биде на едно место, здружена со своите производи, здружена со своите приказни кои што ќе ги кажува наизуст, така да кога ќе се запознавате со која храна растете, созревате, да не кажам стареете, ќе знаете и кој тоа го произведува, кој се внедрува со целиот свој капацитет тоа да биде така како што е. И убаво тоа е следната сабота, што таа сабота ќе има активности за сите буквално, ќе имаме неколку работилници. Јас ќе се целодневна програма 9 ноември. Да. Значи тоа е како да идеш на излет, али идеш во затворен простор, бидејќи сакавме на нашите производители да им овозможиме малку поелегантен простор да се почувствуваат убаво, бидејќи заслужува сето тоа што го прават, заслужува и поинаков третман и се. Слушај, само сакам да те предизвикам за една работилница. Спојување, спарување на македонските производи со македонските вина.
кажи. Колку ова Прекрасно. мамка вистинска. Да. Да ме вклучиш некој пат во тие таму ваши прекрасни. Значи добре дојдени сте сите. Сериозно, тоа да извалкаме раци убаво. И да гледаш и да учиш и да допринесеш нешто, секогаш учиме. Јас сите овие години, нели, Slow Food ми е вториот живот. Знаеш како е интересно за оние кои што секој пат ќе се сретнат прв пат на телевизија, што е Slow Food. Ако треба да ја објасниш оваа заедница со неколку карактеристики, зборови, суперлативи, епитети, како би било? Slow Food е? Да, Slow Food е заедница. Сега во ноември нашето мото е ние сме заедница. Меѓутоа Slow Food е традиција, не може во еден збор. Љубов се разбира, поврзаност, творење, колку 3-4 збора дадов. Сосема доволно за да ги намамиме. Инаку знаеш дека ние постоиме од 2003 година, дека имаме над 1000 следбеници, 12 конвивиуми, 300 активни членови, а самата мрежа е многу моќна. Немам време за готвење, среќа што немаш поред. Не, уште нешто сакам да кажам. Слободно. Инаку годинава исто бевме на Тера Мадре, знаеш дека се случува на 2 години. Тоа е огромен настан каде се слави храната од целиот свет. Бевме во Италија. Во Италија и ние имавме презентација на нашите президиуми, на што сме особено горди, буковска пипер, пчела, односно Магби мед од Сдруженијето. Сме ги имале, чинам дека тука може би. Мислам да. И нашите вина, особено станушина, бидејќи тоа е автохтона врста на грозје, на вино и така. И тоа не прави особено горди и се радуваме на сите тие патувања каде што можеме да бидеме вистински презентери. Гастрономски номади. Да. Не номади, туку свој на свое. Свој на свое. И знаеш, приметувам дека Македонија на вистина многу моќно се вградува на таа гастрономска мапа. Настапува сериозно. Така е, да. Настапува сериозно. Еве и за сите овие гостувања, сите овие години на дружење, не само со мене, туку и со членовите на Slow Food, а армијата на луѓе кои што го прават тоа со две раце и се предадени со целото срце е голема, барем ги познавате сите, да, дека на вистина тоа е приказна која што треба да се поддржува и убаво е што годинава на салон Slow Food не поддржува Министерство за земјоделие и ВИЕФЕКТ. А сега да готвиме? Да готвиме. Имено денеска имаме салата со граф, така? Да, салата со граф. Дај ми едно лажиче. Со задоволство, јас сум тука да си асистирам. Друго нешто? Па не знам дали ова ќе биде доволно за се, инаку нели петок е ден за граф. Да. Веднаш кога го погледнам месец идеше на тоа, не добро сум ја потсети. Нели со тек на години си се враќаш на тоа што значи традиција и заклучуваш дека родителите секогаш биле во право. Секој пат биле во право. Тоа може би ќе го дознаете малку подоцна, да еве ви го оброкот на денот со сите состојки кои што ги има Вања подготвено за вас. Кратко и јасно, петок, ден за граф. Ке дојдеше нешто друго да кажам, меѓутоа петок е ден за граф. Да. И тоа, од две сорти граф имаме црвен и бел. Цеце, мораш да се воздржиш, не се смееме, мораме да се... Сакам да кажам дека не мора секогаш граф и покрај тоа што го обожаваме, знам што мислиш. Знаеш да тука ми се враќа цело време како лента. Не мора секогаш да биде тавче гравче или чорба с граф. И ова ова е исто убаво и супер. Инаку вчера варев од оној ситни, не знам точно како беше нели по име, многу има сорти граф. Да не е осоковски. Не, од најситниот, не знам точно ќе ти излажам, али баш како наут изгледа. Цаца, така е. Ете кој јаде граф секој петок. Кој готви тогаш? И добро, јако, убаво е. Значи, толку е здрав и толку има можности да си го подобрите своето здравје со граф, значи тоа е нешто прекрасно. Само да прашам, што се следните активности? 9-ти? Ке се вклучиш во кујната? Се можеш да повелиш. Ке повелиш, за скоро. На 9-ти во Лимак хотел, рече дека цел ден има активности, наши Slow Food излагачи. Значи, ова лето не се видовме, односно кога почнавте, затоа што имавме набиена агенда, да, и убаво е што повторно сме си свои на своето со многу луѓе и со многу настани. Ке имаме уште салон во Битола, ке го славиме и денот на Тера Мадре 10 декември.
имаме многу настани. Дали може да ни ветиш на оваа екипа дека Slow Food ќе ги имаме повторно година? Колку што можеме? Знам дека имаме нов термин, можеби за патувачите. Види, ова ти е одлично прашање, се разбира. Се разбира. Да, ние многу видиш, сакаме да се дружиме. Видиш, тука имаме се уште од тие одмилени продукти, кои што така остануваат, како рече, автохтони производи. Значи, се што ни е потребно, уште еднаш може режиеве, простете на дигресија, ни треба зелена салата, така? Да. Сега јас бидејќи времето на одржувањето на утринската програма, односно на оброкот на денот, малку ми ги смени навиките и сега ставив рукола, инаку може и зелена салата, може и зелка, нема грешка. Блитва, дали можеме марула, се што ни е на располагање. Еве јас ова ми беше на располагање, инаку ова рецепчето го пробав пред некој месец, уствари пред непол месец во Битола, во Food Republic. Тоа е нашето собиралиште каде што се сите производи, сувенирница за храна и гостилница на Slow Food. Да, таму ни е седиште. И има салата од грав која што јас малку ја модифицирав и сакав сега да додадам и празвам, бидејќи го дадов рецептот без праз, ми беше непријатно. Значи, ако сакате, нема да се и сгреши. Да. Е така, сега ние што ќе правиме на ова поле убаво, инаку жал ми е што заминува лето, ама ајде ќе дојде друго. Ќе дојде, ама и нели овој период ќе си го донесеме празничниот. Да, ама и прекрасно е. Мараја Кери денеска се одмрзна, така што празникот доаѓа. Прекрасна е есента. Дај Боже да потрае. Видиш, ние декориравме со сорти на тикви. Баш убаво. И од тикви треба да се прават разни работи. Знаеш дека се уште ја помниме салатата со тикви пред 2 сезони? Да. И тоа беше фантастична салата со таа прекрасна есенска кралица. Вања имаше и рецепт токму со тиквата. Значи ова го земав ради бои. Ми недостасуваат боите. Медитерано. Да. И сакам да биде да асоцира токму на есен, бидејќи ова е вистинска есенска, а може да биде и зимска салата. Одлично. Да не сакаш асистенција, дали сакаш да ги препечеме? Сакам асистенција. И може е еднаш тоа ние можеме како ова се нови моменти. Нови моменти кои што ги користиме сезонава. Супер. Значи ова искористивме. Устрај уште малце ќе ставам. Ќе се јаде. Да, супер. Петоке. Се надевам дека ќе ви биде убаво. Фантастично. Ставиме уште малце беличко. Баш ќе се сега. Дали само да прашам уште нешто за Slow Food, дали некој може да се вклучи во заедницата како нов член? Како не? Тоа сакам да го слушате сите вие што сте во моментот на оброкот. Широко отворени. Како може да се аплицира последно? Да, се аплицира, да. Инаку голем дел од луѓето кои што се таму се поддржувачи, не мора да си производител. И јас кога почнав да се дружам, да другарувам со Slow Food, бев поддржувач. Ми се допадна идејата за спор начин на животот. Тоа е и начин на животот. Јас никад нема да ме видиш да пијам нешто газирано, каде и да си пушти камери. Ништо од овие актуелни пиења, туку ќе ме видиш да пијам или вода или некое сокче на растварање, се разбира, од нашите вина. Широкиот Ама асортимент. ова нели убаво изгледа? Дај ми едно вилувче, усуриеве. Еве. Сега овде ќе ставиме за да биде уште повкусно. Да, домат. Домат. Сув домат, да, мислам дека сериозно дава многу добар шмек. Прекрасно. Дали го ставате, го употребувате во тестенини, дали во салати? Во тестенини е прекрасен, во запечени сендвичи, во салати кои што можете да ги смислите за 2 секундички. Ева, сакав да и уште нешто, ќе се смеат колегите. Сакав да прашам. Плюс прашање ќе кажам овој пат во оброкот на денот. Ова пази да не ти. Бидејќи тоа ќе рипне каде и да е. Велат дека најдобриот антибиотик кој што треба да го имаме последниот период е подготвувањето на туршија, на кисела зелка. Тоа го правиме дома? Не. Значи, постоја години кога тоа беше неизбежно на нашата трпеза. Сега мајка ми го прави, јас не, али со задоволство консумирам и само и давам комплименти, зашто тоа е прекрасно. Ги сакам сите тие работи. Се навлеков на свирипиле, наградно прашање за тебе. Што е свирипиле? Тоа се везени пиперки црвени, сушени, кои што се подпекуваат и се стават, се мешаат со сол, масло и малку вода. И тие се нели крцкави и после тоа се мацка. Интересно, каде доаѓа името свирипиле? Многу интересно. Да, значи цела Македонија ни изобилува со такви убавини. Значи можеме да бидеме ептен горди. Сега Final Touch со сенки. Супер, тоа е исто изобилство на протеин и железо. Ова се советува нели за мажи во кризни години. Ете така. Да користат. И имено за подобар афродизијак и либидо.
Никој пат јаткастите секој пат ни биле меѓу другото за потик на овие хормони. Инаку ќе става малку ким, бидејќи олеснува варење, а не морам, а сакам. Супер. Може и наненце, ама реков да не чекај, може- месо имаш. Само да видиме, биди така, Цеце, дали ќе ми асистираш? Нане, дали имаме во кујна? Добро, Следен пат Нане. следниот пат. Следен пат Нане. Слушај, тие лепчења ќе ги исескаш на триаголници. Веднаш. И- Сега само да чекај ги... и ова. Сега имаме ние во Slow Food многу интересен оцет од диви јаболка, да, прекрасен. Претпоставам диви... Задолжени за тие убавини се Slow Food Convivium од Осогово. Аха. И навистина е многу убаво, ама сега јас во недостаток на тоа, нели емотивна интелигенција да се снајдеш во моментот, па се Именно, надевам сум именно. окей. Јас земав балсамик од дома, малце да го... Значи само бојца, а извини, дали има масло? Имаме масло. И тоа имаш неколку на спектар тука. Супер, супер. Еве сега ќе направиме практично природни кубети, ќе се ставиме во... Да. И, Полека и со тоа е, ножот? како што... Нема, ово е специјален за леп Ова сечење. е специјален нож за Марко. Дали ти текнува кога го мачкав босилекот со масло за да светка? за да свети. И сега тоа не е можем. ефектот на телевизијата. Да. Еве го сега во моментот. Од и телевизија е една навистина голема игра и која го представува животот многу поубав и нештата поубави одошто се, барем во овој дел. И дај Боже Ќе да ти е дозволам стално така. тебе само тоа да го направиш како final touch. Слушај, нема да го ставам тука, него дали имаме некое плаво танјирче или јас Види премногу како да ми ги читаш мислите, овие се нови. Тоа е... Кој се допаѓа повеќе? Чекай да. Ова е поубаво, ама малце леби. Имаме добро? Прекрасно. Сакаме да направиме нешто? Па не, сакаме да ставиме лепче. Сега тука добро би дошол некое зеленчуче, но не мора. Ти овде ќе си ставиш да си пробаш од ова. Со задоволство. Кога сме кај дегустацијата, Цеце, бујрум? Чекај вака. Еве вилувчиња за вас двајца. Еве, сега дегустираме оброкот на денот, салатат граф. Само да прашам, дали е вкусна салатава? Чекај уште малку. Денеска ќе ти ги бројам. Само да прашам. Што правите вие? Па веројатно така доаѓа. Сабајле гледав многу убаво нешто направивте со мед, со да. Тоа беше бустерот. За... Да, тука некаде ми е. Ќе ти дадеме. Ќе го Има пробаш. лен. Чекај, ајде. Сте ја опремиле. Опремиле ова? кујната кажи нова како се сезона зоне. донесе новитети. Леле, Многу убаво секогаш изгледа. имам трема кога треба нешто да се проба. Сега знам дека е Зошто? окей, Не, ама ова така е еден дел од прекрасно, а мене мене си ме како погодила и со ми трепери руколата. душичево. Значи се вкупно. Значи, дај уште Ама едно вие да ги танјирче. нарусиме, а? Па, Што да дадам уште едно тањирче? Да, па да за тебе и да си Ајде. ако види погледни ме што правам со семки, ама нели се многу убавки? Да. прекрасно. Лажиче, Лажиче. поголемо. А можеме вакво? И тоа може Цецете, знаат Јас да ставам? апсолутно. Тој што Ајде. припремил, тој треба да ни сервира. Или може би подобро е со лажичка, зашто има граф. Со лажичка. Ама и за ова е убаво за салатичка. Само некаде на крај Вањич, дали може да ги поканеме сите уште еднаш од отворен карактер е тоа во хотел Имак? Има влезници, меѓутоа тоа е символична цена. Так, Буквално може да ги символична. набават билетите за овој За настан? третото може, да. издание на Slow Food Salon, кое што се случува во сабота, во Лима, ќе биде преубаво, ќе може се живо да се дегустира. Ги знаете, сите наши адути ги има премногу. Ги има Цела премногу. Македонија со своите гастрономски чудеси ќе излезе Фантастично. на Мегдан. Уште малце ќе ви ставам. Со задоволство. Земи Многу си убаво ти изгледа. лепче. Еве сега дегустираме. Сега да се одјавиме и ќе Ќе дегустираме. дегустираме тука во Еве и моментот. салветички имате убави. Прекрасно ние. Да. Вања за Сега- се се погрижила. Секогаш. Ти благодариме за ова прво издание во оброкот на денот за оваа сезона. Ова е почеток што Ова би е кажал почетокот. на едно големо пријателство, додуше ние го имаме. Го имаме тоа многу години вака го креираме, Да. секој ден го надополнуваме. Да те бакнеме? Беше ова прекрасно Пријатен. искуство. Убаво се зима. Нешто добро ќе се случи. Тука ќе ви те посакаме убаво. Така петочки ќе се Петочки. ги поздравиме нашите гледачи. Денот е за граф. Соборна енергија. Така што е денеска, за граф. да, бон апетит на сите. Уште еднаш на сам крај со Вања Тодоровска се гледаме секако за скоро, а ве каним уште еднаш овој 9 9 ноември. Да, појдете во 9 хотел. ноември, хотел Лимак, дојдете да се подсетите на вкусовите на детството. Прекрасно. Ете, Уживајте така.
во ова издание на Оброк на денот. А ние ќе ве поканиме сега во овој момент да проследите уште една убава приказна која што ни доаѓа од Битола. Впрочем, 80 години Народен театар во Битола, огромен јубилеј и многу убави приказни кои што Емилија во продолжение ќе ви ги раскаже.